Како што најавив на почетокот на емисијата, во ова неделно издание на Кликпуст, мој гостин е и пратеничката од Либерално-демократската партија Моника Зајкова. Добро дојдовте. Вие сте пратеник од ЛДП, во вашата партија има некои известни превирања. Претседателот на партијата поднесе оставка од оваа функција и во најава е неговата оставка како министер во владата. Што се случува во ЛДП и која е причината за оваа оставка на Милевски? Значи, Либерално-демократската партија веќе во неколку изјави кажавме дека и предстои изборен конгрес на кој што нели членовите, органите и телата ќе донесат одлуки за ајде да кажам идното делување на партијата. Оставката на министерот Милевски од министерската позиција, тој ја најави како лична оставка и тука не би навлегувала и не гледам дека е нешто драматично или слично, едноставно може би така лично чувствува дека е моментот да не ја врши повеќе таа функција, но во делот на партијата секако не предстои изборен конгрес и тоа не е нешто ново и не е тренд да постои промена на лидерство во рамки на партијата. Добро, сепак е оставката донесена пред конгресот, не е во некоја редовна процедура каде што се избрал нов претседател. Затоа ве прашувам, една од причините кои јавноста можеше ги разбере се известни несогласувања во Либерално-демократската партија околу така наречениот француски предлог. Сега морам тука малку да бидам, мислам ќе се насмам не заради нешто, туку за да се зачува позитивната енергија. Оние кои што говорат за раздор во ЛДП очигледно не ја познаваат добро ЛДП, затоа што Либерално-демократската партија никогаш не се базирала на истомисленост. Значи, нашиот код е да имаме различни размислувања по одредени прашања и теми. Така беше и со францускиот предлог. Партијата во рамки на Централниот одбор, секој од членовите можеше да го изнесе своето мислење и став. Ставот на претседателот беше поинаков од ставот на мнозинството членови во Централниот одбор и автоматски тука не значи дека постои превирање, но високо ниво на демократичност и изложување различни мислења пред да се донесе дефинитивната одлука. Тоа ли беше причината, сакам да прашам, за негова оставка, што неговиот став не сепак се тој најави дека поклопува од лични причини се повлекува и затоа ќе мора него да го прашате кои се тие лични причини, јас не би одговарала тука во негово име. Добро, следи конгрес, како што рековте, кој е кандидат? Дали сте вие кандидат? Вие сте едно од имињата со кое се шпекулира во јавноста дека ќе биде новиот претседател на ЛДП. Неколку пати напоменав дека би ми било драго да извршувам таа функција, бидејќи би била првата жена која ќе застане на кормилото на либерал-демократите, затоа што досега, ако видите трендот, постојано имаме мажи лидери на чело на ЛДП, но за тоа постои постапка во рамки на партијата. Значи, пред се партијата треба да донесе одлука дека ја започнува постапката за организирање на редовниот изборен конгрес и самите општински организации делегираат делегати, а потоа Централниот одбор е оној кој што нели ја носи финалната одлука за бројката на делегати и постои постапка на избор. Јас кажав дека доколку добиам поддршка и од членството, но ќе ми значи особено и од претседателот Милевски, затоа што сметам дека треба сепак да го задржиме оној дух на пријателство и обединетост на партијата, согласно либералните постулати, дека ќе ми биде чест да истрчам во трката за претседател. И сега има нови спекулации околу тоа кој ќе биде новиот министер за локална самоуправа, односно оној портфеј кој ви припаѓа вам во тој Владимир Колач. Кој е новиот министер ќе биде за локална самоуправа? Точно ли е дека Ристо Пенов ќе го предложите? Во медиумите да се врти името на Ристо Пенов и тој е најсериозниот кандидат за министерската функција, меѓутоа сепак треба до крајот на неделава да заседаваат партиските тела. Може би некој друг од членовите ќе претендира за истата функција и нормално да се донесе партијата одлука, а и нормално да се изјасни и кандидатот дали ја прифаќа таа функција или не ја прифаќа. Од каде Ристо Пенов? Тој не беше по еден подолг период активен во политиката. Ристо Пенов никогаш не се оддалечил од Либерално-демократската партија и секогаш бил тука во рамки на својата советодавна улога, но и како претседател кој што одбележал добри резултати во текот на неговото претседателство со партијата и сметавме дека како човек кој што има навистина успешни проекти додека го водеше градот, дека може да го превземе кормилото на Министерството за локална самоуправа, но и тоа и дава
една нова димензија на партијата во делот на она што ние го викаме обединување, да малку го сплотиме, нели, да ги сплотиме луѓето на едно место и да настапиме со поинаков концепт за либералната демократија. Што е со другите имиња од постарата гарда, ако така може да кажам, Гошев, Јован Манасиевски? Сите тие личности секогаш се поддржувачи на ЛДП. Може би дел од нив се помалку активни, дел повеќе активни. Јован Манасиевски до неодамна беше член на извршниот одбор на партијата и тој е тука и нормално помага со своите идеи за партијата. Знаете дека и министерот Османи ги најави новите амбасадори, тој заминува во водите на дипломатијата како амбасадор во Анкара и ние сме многу благодарни за целиот придонес во партијата и тој останува тука во поинакво својство да не советува за партијата. Петар Гошев како прв председател и основач на Демократската партија, со него сме во комуникација. Тој нели се дава свои мислења по однос на тоа како треба да делува партијата, меѓутоа не е активен во органите и телата на ЛДП. Како се снаоѓате со Гошев со оглед на тоа што е тој остар критичар на владата во која учествувате и вие? Јас кажав дека тие што добро познаваат ЛДП знаат дека во ЛДП секојаш има различни мислења, секој размислува различно, така што секој има право на мислење, да го изрази мислењето, да го продискутираме во рамки на партијата и да донесеме конечен став или одлука. Францускиот предлог помина, имаше дилеми дали ќе биде поддржан од ЛДП или не. Не знам, еве не одговарате конкретно дали Билевски си замина поради тоа или не. Сега не е важно. Моето следно прашање е што сега преговара ли Македонија или не преговара? Ете, видовте, ние го започнавме скрининг процесот, кој што е во два дела, нели го најави самиот министер и да не се повторувам за тоа. Ни предстои сериозна задача исто, така дома, затоа што овој скрининг процес всушност треба да ги детектира оние слабости или колку нашето законодавство е досега усогласено со Европската унија, што треба да кои параметри треба да се опфатат во законодавството за подоцна во текот на преговорите да ги изнаоѓаме решенијата. Самиот скрининг не значи само детектирање на законодавството, но значи нели институционалната поддршка колку ќе одигра улога тука за да се забрза овој процес, но и финансиската поддршка, односно самиот скрининг е прилагодување кон Европската унија. Јас се надевам дека сите ќе се одважиме овој скрининг процес. Видовме од изјавите на министерот Маричек дека се очекува да заврши во нормално, во разумен временски период. Меѓутоа, колку и како ќе го започнеме отварањето и затварањето на поглавјата е позначајното прашање и тука мора да постои поголем национален консензус околу овие теми. Јас морам да напоменам дека жал ми е што можеби во изминатиот период се покажа дека имаме можеби малку пониска државничка свест и не можеме да излеземе од нашите партиски одлуки за сметка на државните одлуки. Не очекува сериозен пристап, значи колку ќе сработиме дома и какви реформи ќе направиме и колку ќе се одважиме побрзо да ги водиме процесите, толку побрзо и ќе пристапиме во членството кон Европската унија. Иако сме свесни дека тој процес ќе се одвива подолго и ќе опфати можеби повеќе влади. Но клучните чекори за отпочнување на процесот зависат сега токму од нас колку ќе покажеме одговорно однесување и конструктивност во Пред се тоа зависи од тоа дали ќе се обезбеди двотретинското мнозинство во парламентот кое треба да овозможи бугарите да влезат, односно промена на уставот со која бугарите и хрватите и црногорците ќе влезат во уставот. Какво е расположението во собранието каде што сте вие вака како владеачка коалиција, далеку сте од потребниот број на гласови за да дојде до тие промени и за да отпочнат ефективно преговорите за членство? Јас ќе бидам искрена, моментално во собранието не се отвара оваа тема и никој не дискутира околу менувањето на уставот, што јас не би се согласила дека е менување, туку е дополнување, затоа што ние дополнуваме сепак се отвара уставот, делови од така од други народи. Кажав дека и ЛДП тука ќе партиципира со внесување на дел од еврејската заедница во рамки на уставот. Ќе барате еврејската заедница да биде вклучена во овој пакет. Да, тоа ќе биде наша заложба кон која ќе се стремиме. Дали ќе се обезбеди двотретинско мнозинство, тука не зависи од никој, туку од самите пратеници.
Значи, колку тие ќе се одважат да покажат сериозност и важна одлука да на вистина тргнеме веќе напред. Затоа што постојано никако се движиме нели во круг и никако да се направи чекор нанапред за да почнеме веќе да преговараме и да видиме да бидеме дел од таа маса во Европската унија. Пратениците мора да покажат затоа што кога стапувате на функција не е само партијата, но мора да покажете одговорност и кон државата. Јас се надам дека колегите кои размислуваат прогресивно и сакаат да видат Македонија во Европската унија, дека ќе се одважат и ќе помогнат овој процес да го отпочнеме заедно. Што вели вашиот политички инстинкт или еве вашето чувство? Оптимист ли сте дека ќе дојде до двотретинско мнозинство? Јас сум секогаш оптимист и за партијата, и за државата, и за семејството. Бидејќи имате партиски лидер на таа партија на ВМРО, на главната опозицијска партија, кој е категоричен во тоа дека таква поддршка нема да има. Сметам дека сепак знаете како лидерите може да водат партијата лево, десно, но не сме да се дозволат да водат државата наназад. Затоа е тука улогата на нас како народни избраници, за кои што народот не дал доверба, да го гледаме нивниот интерес кога имаме проблем меѓу народниот и партискиот интерес. Затоа кажав дека очекувам оние пратеници кои што се со прогресивна мисла и навистина сакаат Македонија да биде дел од ЕУ, да се одважат и да дадат поддршка да го почнеме процесот. Пред да дојдеме до таму, што ви се случува во владината коалиција со оглед на овие превирања во ДУИ? И дали е стабилно владиното мнозинство? Па пона јас што го гледам, владиното мнозинство е стабилно. Знаете како внатре во партиите секогаш може да постојат одредени превирања и несогласувања. Меѓутоа, тоа не сме да се отслика на државната политика која се води. Во моментот, од она пак ќе потенцирам што го гледам, владеачкото мнозинство е стабилно и работата во парламентот тече. Господ Зајко, нема уште многу до крај на истекот на мандатот. Вашата партија е во втор мандат во владиното мнозинство. Со што ќе се пофали ЛДП кога ќе заврши мандатот пред новите избори во 24-та, ако бидат редовните, можеби ќе бидат и предвремени? Со што кој е нејзиниот придонес со кој ќе може да се пофали пред гласачкото тело? Ова го направивме ние како либерал-демократи. Значи, либерал-демократите, пред се, јас сакам да кажам дека сум многу горда што застанавме на вистинската страна и партиципиравме во носењето на државничка одлука кога стануваше збор за францускиот предлог. И пратениците на ЛДП гласаа за оние заклучоци кои што гарантираат црвени линии кои обврзуваат оваа па и секоја наредна влада до каде може да оди во преговорите. Она што е исто така одлика на нас како либерал-демократи е отчетност. Во оваа држава некако повеќе како да сакаме да сме отчетни кон меѓународните институции отколку кон граѓаните. Тоа не е одлика на либерализмот и како пратеници, заедно со колегата Мојсовски, секогаш сме транспарентни и отворени пред граѓаните и нашите канцеларии се отворени за нивните идеи и предлози. Во рамки на оваа коалиција ЛДП може да се пофали со носењето и на законот за перење пари во доменот на регулацијата на криптовалутите. Понатаму борбата за младинската политика, јас сум координаторка на клубот за младински прашања и политики и во овој дел на вистина многу работиме во делот на тоа како да си ги задржиме младите дома, но и да привлечеме нови млади да препознаат можности во државата и да дојдат да работат и студираат тука. Бевме поборници за задржување на рамниот данок и кога владата во минатиот состав го изгласа оној прогресивен данок, апелиравме дека тоа не е добро, што се покажа и нели се врати рамниот данок и се остануваме на таа заложба. Повторно имаме дискусија, повторно имаме така иницијатива. Така повторно остануваме на ставот дека на Македонија е потребно во моментот рамен данок заради стимулирање на конкурентноста, креативноста и да не се случиме со она да се одлијат надвор капиталот во соседните земји. Но и заради тоа што сметаме дека само со рамен данок станува земјата попривлечна и за странски инвестиции. Се уште прашањето за декриминализација на канабисот виси и ЛДП е гласан говорник внатре во собранието за решавање на ова прашање. Сега се во тек носење на измените на кривичниот законник. Јас се надевам дека конечно ќе се одважиме да го декриминализираме употребата на
на канабисот и за тоа ќе бидеме на вистина гласни поборници во рамки на собранието. Има низа други мерки како координаторка на групата за животна средина и климатски промени, партиципираме, постојано сме во комуникација и со невладиниот сектор во оваа област, да видиме што и како може да се направи. Но малку сте видливи во јавноста, мора да ви кажам како дел сме и од оние кои што се залагаат за, и тоа многу гласно, за признавање на реалните права на ЛГБТ заедницата во Македонија. Може би сме малку, двајца сме, може би не сме толку видливи, немаме толку простор, меѓутоа видливоста не се гледа секогаш само преку користење на собраниската говорница, но и она што реално го работиме во текот на нашиот мандат. А тоа е правење отвореност кон граѓаните, постојана комуникација со нив и продуцирање на законски решенија кои ќе го подобрат нивниот животен стандард. Дали има слух кај поголемите партнери во коалицијата како СДСМ и ДУИ за некои ваши иницијативи? Например, за рамниот данок конкретно. Што ви велат? Па ние уште кога се формираше оваа влада кажавме дека ќе бидеме поборници за рамниот данок и ќе ги изнесеме нашите аргументи зашто сметаме дека тој треба да остане. Па сепак додека бевте во владата беше донесен прогресивниот данок, па потоа се врати на рамниот. Но гласно ги изложувавме нашите аргументи. Ние немаме мнозинство за да Вие гласавте за прогресивниот данок? Нашите пратеници не гласаа тогаш, не дадоа поддршка, затоа што сепак ние сме таму да ги застапуваме либералните постулати и идеи, а не постојано само да даваме бланко поддршка на она што се случува. Затоа сме влегле во коалиција за да бидеме ајде да кажам, конструктивен коректив на таа коалиција, но и да продуцираме наши идеи во рамки на истото. Што е проблем, по мене една банална работа, како што е декриминализацијата на канабисот, да не може да помине? Слушаат ли воопшто, имаат ли во предвид вашите интереси, вашите политики, вашата идеологија во владината коалиција? Има слух, меѓутоа некако како работите кога ќе дојдат во собранието да се решаваат, тука некако све се губи, заглавува во тие собраниски лабиринти. Каде е тој пунар во собранието каде што се кубат многу иницијативи? Најчесто тие заглавуваат во некоја од собраниските комисии. Иако ние постојано ги изложуваме нашите идеи, ги аргументираме пред себе за декриминализацијата на канабисот, сме одржале можеби многу трибини, но и бевме првите, односно ЛДП беше првата која што свика јавна дебата внатре во собранието за поднос на законот за опојни други психотропни супстанции, каде што го отвори прашањето за декриминализацијата и рекреативната употреба на канабисот. Така што ако не можеме да влијаеме да брзо се донесат тие законски решенија, можеме да го користиме собранието и да ја отвориме јавност и да го подигнеме прашањето и да аргументираме за истото. Една од вашите темелни заложби во програмата се младите, подобрување на условите за младите, па сепак подпредседателот на владата Битичи вика скоро четвртина од населението се одселува, голем проблем е писменоста, обученоста, квалитетот на кадрот на младите. Што е направено на тој план, со оглед на таа ваша императивна заложба, како кажам, во програмата за подобрување на условите на младите во Македонија? Направивме и ние јавна дебата во собранието за бројките после пописот и видовме дека навистина има огромен одлив на млади луѓе кои што се иселуваат. И затоа сега тука ќе се навратам, многу е важно побрзо да ги завршиме процесите, затоа што ЕУ носи одредени бенефити кога вие ќе поставите одредени постулати во законодавството и младите ќе ги осетат можеби највеќе тие бенефити. Донесен е законот за субвенциониран студентски оброк. Донесен е законот за односно користат младите младински додаток како мерка. Сега во собранието ги дискутиравме. Тоа е ваша иницијатива? Оброкот е лично наша иницијатива на ЛДП. Сите останати се иницијативи каде што ЛДП партиципира со свое учество. И само да ви кажам, оброкот ви истекува и беше преодно решение донесено за
да им се дава на студентите како субвенција некоја за оброкот, тоа се завршува на 1 октомври и оброк повеќе нема за следите. Системското решение не е донесено и се удавено е во оној бунар во кој предска ви го спомнав во собранието, каде што се дават оброк за иницијативи. студентите ќе има. Јас на моја лична иницијатива, но и нормално во комуникација со министерот, остваривме неформална средба и го дискутиравме ова прашање. Точно е дека се создава ваков период, затоа што преодната одредба истекува, а системската се уште не е имплементирана. И овие денови треба да имаме промени на законот, каде што ќе го вратиме системското решение и студентите ќе може да го користат студентскиот оброк, а меѓу другото и разговаравме да се направи финансиска анализа, затоа што нели согласно новите социоекономски случувања, да таа висина на субвенцијата изнесува и поголем износ. Инаку е добра мерка, Во октомври ти имаат ли? 27.000. Што е со октомври? Ќе задоцни имплементацијата, меѓутоа важно е да го направиме системско решението и да наредната година не дојдеме повторно до прашањето дали ќе имаат студентите или ќе немаат и на кој начин ќе имаат или немаат. Еднаш обезбедувате систем и тој систем треба да биде воспоставена пракса и да може да се користи. Во Словенија 30 години го користат студентскиот оброк. Ние можеме сега да одиме на, знаете како, популистички и да ставиме повторно преодна одредба и да исплаќаме повторно пари на сметките на студентите. Но тоа до година повторно ќе не донесе до прашањето што понатаму. Затоа е подобро можеби да доцне имплементацијата, но да биде системско решението и навистина да стане воспоставена пракса дека студентите имаат дневна субвенција и истата дневна субвенција важи за субвенциониран студентски оброк. Бидејќи ризикувате да обратно популистички да биде квалификувано како популистички со оглед на тоа што беше донесено лани пред локалните избори. Што Јас и тогаш апелирав дека ние треба како држава е во функција на изборна кампања. Не, тогаш апелирав дека треба како држава да носиме системски решенија, затоа што популизмот, знаете како, според мене популизмот е играње со чувствата на граѓаните. Јас ви кажувам или ви давам нешто што знам дека вие во моментот го посакувате, но на долг рок тоа не носи ништо. Го алармирав лани и токму сега пак дојдовме до истото прашање, што значи стварно е потребно системско решение, а не само популизам. И подобро е да кажеме и да бидеме честни кон студентите и да им кажеме дека еден месец ќе задоцниме со оваа мерка, но заради изнаоѓање на системско решение кој што ќе го користат не само овие студенти што се сега, но и сите идни генерации на студенти. Колку студенти го користат сега тој? 27.000. Тоа е сериозна бројка. Уште нешто да прашам, ми направи впечаток една ваша иницијатива во програмата за воведување на такс-фри викенд како поддршка на домашната економија, што вака делува звучи симпатично. Вие прифаќате ли таа иницијатива? Работите ли или тоа се работи кој список на желби, па ќе видиме што се случува? Таа иницијатива беше прифатена и ЛДП ја застапува години одамна. Таа е иницијатива која што најпрви ни ја презентираше професорот Зоран Шапорик. И остануваме на истата заложба. Меѓутоа, знаете како, секогаш има и други предизвици со кои што се соочува општеството и во моментот нели сме фокусирани на други работи. И не може секогаш да ги стуркате во даден момент тие иницијативи. Но јас се надам дека до крајот на мандатот, кој што ќе го имаме во собранието, ќе може да се пофалиме барем со уште неколку наши либерал-демократски иницијативи кои што поминале во овој мандат. Зајкова, либералите во цела Европа, либералните вредности генерално се во криза. Еве во Италија победува владата ќе ја води екстремно десничарска партија. Што е со тие вредности? Каква е вашата проценка за нивната состојба во Македонија? Па и во Европа вие сте дел од либералната интернационала. Што се прави за да тие вредности се вратат во некоја кондиција пристојна, да речеме, да не бидат загрозени од ова цунами, овој налет на екстремно десничарски партии? Фокусот на либералите секогаш бил да го едноставуваат системот и да го доближат повеќе до индивидуата. И секогаш кажуваат, можеби не толку, односно пропагираат не толку популистички, повторно да кажам, мерки, но се занимаваат со конкретни реформи. Многу му замерија и на претседателот Макрон кога кажа дека реформите се поважни од проширувањето.
Сега ние му замеривме затоа што нас навистина ни значи да влеземе на таа маса и да го заокружиме тој процес, но кога ќе видите, тоа е навистина така. Мора и да се реформираме и ние да покажеме сериозна работа внатре, мислам, во домашните институции, дека навистина сакаме некакви промени да се менуваме како систем. Европа осиромашува. Знаеме дека беше спречена пред сериозни предизвици и со пандемијата, но и се случува војна во самиот нејзин двор, како резултат на војната и на енергетска криза, што следствено и логично е луѓето да се лути, нервозни и тука просторот најчесто го користат популистите, како што кажав, кои што може би работат со злоупотреба на емоциите на луѓето. Што прават либералите за да ги задржат тие темелни вредности? Либералите не отстапуваат од својот пат и кога ќе видите либералите во Европа се залагаат за истите вредности како ние тука. Владење на правото, правичност, намалување на корупцијата, човекови права. И не можеме да кажеме дека има сериозно паѓачки тренд, но можеме да кажеме дека либералните партии прилично се одржуваат стабилно. Затоа што ако видите повеќе опаѓачкиот тренд е на левите и на десните партии, ако ги споредите парламентите и изборите, нели може бројот на пратеници да го споредите и да видите дека либералите се сепак тука, се стабилни и во голем дел од земјите најчесто зависат составот на новите влади зависи токму од либералите. Ние ќе го, мислам, нормално либералното семејство во Европа се шири во регионот, се интегрираат нови партии и слично. Предстојат и таму европски избори во 2024, што значи дека и ние како либерал-демократи, ние сме членка на АЛДЕ семејството, односно либералите и демократите во Европа, ќе бидеме испречени пред предизвик како да се избориме во целиот овој популистички свет и да го задржиме нели на ниво, но и по можност да можеме повеќе да воздигнеме либералната идеологија да биде препознаена. За крај, како сте задоволни од работата на оваа влада во која учествувате? Задоволна сум како се носиме со одредени текови, но знаете како не зависи само одговорноста на владата. Сепак сите имаме одговорност. Не може владата да направи многу ако ние во собранието ја кочиме работата и го кочиме носењето на одредени процеси, го кочиме носењето на закони. Еве конкретно ќе кажам, денеска се одржува Комисијата за европски прашања и политики. На дневен ред се закони од областа на правосудството, кои што согласно националната стратегија за правосудство треба да обезбедат реформи во правосудниот сектор. И таа комисија се одржува, има обиди да се одржи веќе неколку пати, меѓутоа се уште не е усвоен ниту дневниот ред. Не можеме да се блокираме кога станува збор. Јас го разбирам и револтот можеби на колегите од опозицијата и слично, но не можеме секогаш да одиме само слепо по на партиска матрица за добивање на поени, затоа што граѓаните надвор се сочуваат со реални проблеми и чекаат од нас конкретни решенија и чекаат конкретно да им обезбедиме резултати што сме сработиле. Реформата во правосудството не смее да биде блокирана, затоа што сите сведочиме во каков колапс се наоѓа правосудниот систем. Уште едно прашање, сепак, образованието и реформите во образованието ви се исто така многу важен фактор во вашата програма. Реформите во образованието не ви ги закочи никој? Сами си ги закочивте во владината коалиција. Реформите во образованието, кога почнувате одредена реформа, особено во област како што е образованието, која што имате таргет група на луѓе кои што се нели на повисоко интелектуално ниво, но и со поостра критичка мисла, треба да одат инклузивно. Голем дел од процесите сметам дека и можеби и наша вина што беа закочени заради она што на почетокот го напоменав, неотчетниот однос, затоа што повеќе преферираме да сме отчетни кон надвор отколку дома. Кога правите една реформа во таков сектор како што е образование, ви треба првен инклузивен процес, ви треба отвореност и треба да ја правите постепено, па макар и почнувајќи од пилот проект, и да им се објасни убаво на луѓето зашто станува збор. Пропадна затоа што ќе се обнови таа иницијатива. Образованието е голем проблем. Еве последниот податок кој го спомена Битичи, работа има, вели, но 93% од невработените се функционално неписмени.
Мислам, тоа е. Значи, таа реформа мора да продолжи. Не е дали сакаме ние да продолжи или не сакаме. Мора да продолжи затоа што сериозно имаме што да работиме во образованието. Гледаме колку е паднато нивото на образование, за тоа сведочат и рангирањата на универзитетите и слично. Мора да продолжи, меѓутоа сметам Тоа не ни почнала до душа, ама добро. Сметам дека од самиот старт пропадна заради тој набој на недоволна информираност кај луѓето што се случува и ние секогаш кога нешто ново ни се случува и сакаме да наметнеме, нели по дефолт сите уживаме во комфортна зона и кога ќе дојде новина сме уплашени што ќе се случува, имаме одбивност. Мора ние да се погрижиме, ние да се погрижиме да им објасниме на луѓето што всушност носат реформите во образованието и да не дозволиме тие дезинформации кои што се ширеа кога отпочна тој процес да преовладуваат над она што треба да носи суштинската реформа. Моника Зајкова, ви благодарам што бевте гостин во Клик Плюс. Почитувани гледачи, тоа е се во ова издание на неделното издание на Клик Плюс и благодарам за вниманието и догледање.